То ниедна досега табла не стоела на општината. Значи има табла од стадионот, од сала, од патој. Мене јасно ми е прашање. Сакам да се тргне. Ако не можеш да тргнеш или ако немаш такво право, ќе изгласаме на совет. Јасно ми е прашањето. Вака сега, значи уште една. Која година е проектот? Во твојот мандат се реализира? Да, се реализира. Крена раката да се реализира? Крена раката да се реализира. Пушти го микрофонот. Пушти го микрофонот. Да, за проекти да, креваме с рака. Крена рака да се реализира. Така. Е таму во тој проектот кај што се крена рака да се реализира, тоа не беше во мој мандат. Пишело дека треба да стои таблата на јавно место, дали на Не е точно. Сега ти си кренал. Не е точно. Без разлика. Не е точно. Значи уште еднаш. Ако пишело така, и вашата жена беше советник, и таа и ти реагираше зашто е таблата таму. Ете така. Значи не е точно, ние не бевме информирани така. Има правила кои треба да се почитуваат, кои ќе добиеш грант. Па дој си ми го то пишаното да го видам, јас ќе го објавам. Материјалите поназад ти се најдеш. Ако сакаш да го добиеш, ќе побараш службено од службите ги да претходно што било. А во материјалите што си ги гласал пред 2 години ги има. Во материјалите не било така. И јас сум се бунел. Е реализирано претходниот мандат. И албанското знаме не го поставив јас, туку претходниот совет и претходната граничка. На совет никогаш не ни поминало. Некој го поставил самоволно. Реакциите Самоволно некој го поставил. На совет не поминало. Најдимите одлука што било на совет поминало. Еве, уште еднаш ќе ти го одговорам кратко прашањето. Ќе се тргне или не? Тоа сакам да знам. Не. Како мислам, ти можеш да покренеш иницијатива да донесеш до совет да се тргне. Еве јас покренувам иницијатива, како да покренам. Се писмено, а не на палушално како што се што Ќе се постапува како што било предвидено во проектот. И ќе ти дадат одговор, ќе видат во проектот што си гласал претходно, дали си гласал да. Јас сум гласал за сите проекти што се за да се гради нешто во општина Могила, ама не да се клаи табла. И немало таква кажам дезинформации да не се шират бидејќи си кренал рака претходно за проектот. Сега добија и одговор од службите и понатаму ќе добиеме. Дали ќе го тргнеме или нема да тргнеме на совет, јас нема да одлучам. Вие ќе одлучите пак. Дали да тргнеме или не да тргнеме, ама треба да биде подкрепено тоа. Претходно дали некој се обврзал да го постави заради грантот што го добил за каналите во Будаково и Трап, тоа е тој грант. Некој може би се обврзал, дали советот, дали градоначалничката, треба да се види или општината треба да се види, ти да провериш со писмено барање, ќе го добиеш како одговор и понатаму да покренеш иницијатива, ако имаме поддршка, ќе го тргнеме, ако ќе го тргнеме, ако не, може и законот нема да даде да имаме можност ние да одлучуваме. Значи, тоа е тоа. Затоа да бидеме појасни, пак ќе кажам, денес бевам во дискусија, бидејќи се шират дезинформации. Повели Борчо друго прашање. Повели. Јас ќе се донафрлам со Борче што рече за Дујќано што се отвора. Некои работи треба да рачистиме. Дујќано е во приватен имот. Второ, ете и да дојсол кожи, да прави пример фабрика за кожи, тоа е негово право. Тој сигурно ако нема документација за услови за таа работа да работи, не може да го отвори прво објектот. И ние не сме фактор, ниту можеме да го затвориме ако тој повти да работи, ги исполнува сите услови. Што се бара за една прима кожара, ние не знаеме стандардите кои се примерно што си бара. Тоа ти исто кога отвораме Дујќано. Ако не е соодветен ќе дојде управа за приходи за што било, нема ти дозволи. Ние пред време не знам зошто влегуваме во вакви работи, а не ги знаеме цел. Тоа е приватен имот. Тој може што сака да отвори прво, ама сигурно треба да има тој документација. Тој така не би отворил да почне да работи кожара, а нема документи. Ако има соодветни документи, рекоме дали од Министерство за животна средина се, како ќе го спречиме ние него? Услови исполнува, да речем. Ние не може да спречиме. Таму си има услови кожарата, пример кожара, стандарди има, што треба да има како направено. Ако човек ги исполнува сите тие услови, како би може да спречиме ние? Тука не знам. Толку. Јас не знам Златко дали сакам да му реплицирам само, дали Златко бил овде, а знам дека бил на 2 места каде што се бара од нас на некој собственик да му дајме ние да си го реализира имото или да нешто tako слично. Значи тој имаве, него е, јас не можам да му го земам местото. Можеш ти да отвориш кафана без да добиеш дозвола од општина.
Па не добил, еве го, Драган вели дека не добил. Вака сега. Значи да не мешаме. Не му е пренамена та земја. Та земја ти е так за тоа таму. Пак се враќаме на истото. Ајде да се слушаме. Па беше горе, виде за шо е та. За стовариште. Стовариште и кожи исто е. Да се враќаме на истото. Па треба да му се дај согласност овде, кој ќе му дај него. Повторно се шира. Убаво кажа, значи ако сакаш кафана да отвориш, одиш на друго место, не одиш во општина. Општина не се зема Бокче дозвола за ништо што сакаш да кажеш. Абе за земјиштето зборам јас, за земјиштето. Општина на земјиште, општината го дава. Ама општината не прашува што ќе правам јас со земјиштето. Добро? Што зборам? Ти ќе да го легализираш, ќе праша општината. Па му носиш документи тука, што имаш бе човек? Праша ќе живее во општината. Тој треба пренамена на земјиштето, земји од овде бе. За што? За што е? За што е тоа? Кај да ти како? Па од кај знаеш? Да овие објект. Ама јас што ќе работам тоа моја право. Општината не ми дава ме дозвола за Што ти дава? За други работи. Абе што зборам? Јас во моите материјали немав и во твоите немаше. Дој си го да видиш. И знамето таму треба да стои од општината зела пари од нешто. Со услов да се постави знаме, да се постави табла од проектот. Што ми дава пари? Знаме 200 метра да се веди над куќата. Бе ти будало си или како? Па и на општината му дава пари, да плај знаме. За да земиш парите, ти од Австралија тој што ти ги дава, плај знаме. Јас таква одлука немав овде видено да се клај таблата таму. Во документите немам. Одлука имаше, Немаше. побагај се од општина службено, ќе ти дам, ќе видиш. Јас одлука знам една од вас, што изгласавме за Војвањевци да се садат цвеќина на отворено, ама дојде марихуана. И тоа го барав два пати да се. Изгласавме за цвеќина, бе, врати седниците ќе видиш. Ама дојде марихуана. А ти за проектот, И прашав зошто гласаме цвеќина, дојде марихуана, молчите. И ова истото, јас не го знам ова. ќе се слушаме или ќе се Ја се слуша. Гласав бе другар за проектот, за сите проекти гласам, не сум против за некој проект. Ама не таблата, и уште тогаш сум ја барал. Зошто е тука? Ти рече ако можеш изва. не си прочит, па изваја. Па дој си ми ти материјалите што ги зедоме на испечати Габриела за таа седница дали имаше натре да видиш. Еми сега, кој сум јас пак? Па затоа има тука да си види. Боче, сакам уште едно да ти појаснам за чак ќе се вратам за кожарата. Значи ако може некој да спречи да работа не се прави. Собственикот што му ја дава објектот под кирија. Единствено тој може и прави договор. Значи ако ти ја давам јас кафаната, правиме договор, ти ја давам лично да биде ги објектот кафана. Единствено може тој да го спречи ако му го дал кој што велиме да биде стовариште. А ние немаме никакво право. А единствено газдата што му го дава под кирија, ако му рекол не отстапа, мора да биде стовариште, друго не, тогаш само тој може тоа да го спречи. Да направи договор, да му речи во договорот, ова не смеш друго да правиш ништо. Ако ја купуваш кафанат, ти вели угостителски објект треба да работи, ништо друго. Само тој може да спречи. Што му ја продава под кирија. Не. Под кирија, затоа ти велам. Не, тој му кажува, кога има договор, стрикно за ова мора да работиш. А ако му е дал тој што сакаш да си отвориш, тука немаме никакво право ние. Тој го плаќа, киријата ја плаќа. Ние немаме право никакво. Затоа ти велам. Джабе само. Значи ми велиш, ако го земам на Ристе Дуќан овде под кирија во општина, и утре ти дојсам натре кожи, дека смем да работам со кожи, Ти не разбираш и знаеш што ти кажува ме. Смем да работам со кожи или ќе барам пренамена на објектот? Се што ми кажува сега, ажи? Причем Треба тоа е штетно за луѓето, бе, ти треба да си против да отргнеме треба. Со слухот никој нема Абе проблем, јас не треба сум да за да види почитуваме, така, да ти мислам не дека разбериш работите. Дека за тоа имам само замерка, иначе за дискусијата е добра, само со слухот никој нема проблем. ти мислиш Ќе дека не е ние некој во против, право, треба да има ќе не е кожара. некој на право се надвикува. Треба да имаш Затоа да се факти да слушаме, да спречиш дискутираме, добро е да се дискутира, да се Журналистот на разјасни. Ристе и тоа и е сите да danas слушнат. ќе поим. Шо? Добре, дали некој друг има прашање? Доколку нема, само да го замолам колегата, советникот Борче Бочински, повеќе да не употребува
такви несоодветни изрази кон советниците да ги навредува, или пак може би требало да донесеме некој кодекс на етичко однесување, да прочитате, да видите како треба да се однесува на седница. Доколку нема прашања, ќе преминеме на следната точка, барањата за финансиска помош поради заштита на податоците. Јавноста ја исклучуваме и ние продолжуваме со одлучување.